Четворица македонски државјани формирале терористичка келија која планирала напади и инциденти со кои би предизвикале дестабилизација. Полициската акција на повеќе локации во Струга и Гостивар растори план на четворица терористи кои имале екстремистички намери, а групата сакале да ја прошират со луѓе од Македонија и Балканот. Полицијата има докази дека терористичката келија насоките ги добивала и ги споделувала со терористички групи од други земји. Безбедносните органи подолго време ги следеле, а во акцијата им помогнале и меѓународните партнери. Постојат основани сомненија и Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава за согласно одредбите од 394 од кривичниот законник. Станува збор за терористичка организација. Станува збор за 4 лица кои што се првично лишени од слобода. Овие лица во соработка со лица кои што не се на територија на Македонија, подолг временски период се следат од страна на надлежните безбедносни органи во Македонија. Клучното прашање на која одговор ќе треба да даде истрагата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција е со кои екстремистички групи соработувала групата од Македонија и какви дејствија планирале. Дел од претресите се вршени во Струга, дел од претресите се вршени во Гостивар. Кривичното дело за кое што ќе биде поднесена кривична пријава е терористичка организација. 394 мислам дека беше. А да, мотивите на оваа терористичка келија, така да наречеме, се поврзани со одредени групации. Имаме основани сомненија дека се поврзани со одредени групации кои што се во поддршка на одредени екстремистички религиозни групи. Повеќе детали за истрагата обвинителството најави за утре. По наредба на јавен обвинител, МВР се уште постапува на терен, се извршуваат претреси и се прибираат докази. Кривичната пријава се очекува во текот на вечерта. Повеќе детали ќе има во текот на утрешниот ден. За замрзнати 20 џихадистички келии на терористичките организации на Балканот па и во Македонија, лани пишуваше италијанскиот весник Il Tempo. Според објавите тогаш келиите постоеле 2 години, а послучувањата во Израел биле со зголемени активности. Италијански Il Tempo, повикувајќи се на извори од тамошните разузнавачки служби, објави дека повеќето вакви келии биле на косовска територија, во Албанија и во Босна и Херцеговина, но постоели во Црна Гора, Србија и во Македонија.